Роден сум во башно село Титовелес, 1905 година. Во башно село завршив вечно, тоест четврто деление. Ме интересираше виолина специјално, кога ќе дојдеа чалдиџи верешки во башно село. Има таму неколку инструментали, мене окото ме влече све кај виолината. 1925 година купив една искршена мандолина за 15 или 20 дина, не сеќам се точно. Ја излепив, ја дотерав и почнав да свирам. На Великден одам во баш село, таму живееше мајка ми. И имам таму братуче мажина во баш село. Како стар обичај, нели, за време на празници идеме у визита. Отидов на визита и кога гледам на една греда закачена, една виолина искршена и гудало, лижица, ништо немаше. Му викам на зет, Коле, дај ми ја виолината, еве ќе ти ја дам мандолина да направиме трампа. Живи, викам. Викам, од кај ти? Рече, 12-та година брат ми ја купил од некој војник и никој не стои, така се. Зеби ја. Ја зедов мандолина, тој виолината, му дадов мандолината. Почнав да свирам, добро, ама не бав пари да платам професор. Тога не беше како сега. Сега имаш школи, имаш. Тога ако платиш, ќе учиш, ако не, нема. Бидејќи не можев да се посветам на музика, и ако аз сакам толку музиката, решив да се посветам на заработување на виолини. 19-та година кога дојдов у Скопје, 4 години живеев у работилница. У шуши сум спал, леп сум немал да јадам, али тако било време тога. Тога не се плаќаше како сега. Сега од првиот ден зима плата чиракот. Тога ќе работиш 5-6 години бесплатно, после ако ти даде за Божи или за Великден некој динар, 5 динара ќе добиеш, рипаш, скакаш, радост. И велам, кога почнав да работам на виолиниве, не ми беше лесно. Прво не сум видел кај се прават. Тој сум прв кој сум почнал да се занимавам со виолиниве. Како аматер, секој слободен минут му користам на нив.
изработување на виолина. Мене ме кошта многу ово искуство. Да сум имал мајстор кај да учам, не би ме коштало толку. Али овака сам многу тешко. Сега моментално имам добри инструменти, неќу да се пожалам, али до ова искуство дека сум дошол, доста мака сум видел. Само на жалост овде кај нас не се цени ово искуство. Овде кај нас ние нашите го подценуваме, а туѓото го преценуваме. Ја иако имам од најголеми светски уметници признанија, ако земете од Давид Ојстра, од 1956 година нааму сум ја оформил оваа книга за впечатоци. Ја и со тешки маки сум доволно донем до уметниците, али јас сум така упорен, што ќе чуем дека ќе дава некој врвен уметник, нели, концерт, ја ќе земам мој инструмент, моја лична работа, и ќе идам кај него, ќе го замолам да го испроба и да ми даде еден подпис дека дали вреди инструментот или не. Мои инструменти пробале Давид Ојстра, имам овде документ, Давид Ојстра. Имам овде од 59 година Алберто Марков, и тој виртуоз. Имам овде од 63 година Виктор Пикајзен. Тоа се све уметници. 1964 година Елефтерио Папаставро даваше тука концерт. Тој е професор на Академијата во Париз. И тој има оригинал Амати чело, Никола Амати, и го замолив да ми даде да го ископирам. Ја го ископирав и направив. Сум направил 3 чела, копија Амати, разбира се. Едното е во Америка. Го зеде еден пријател, Джордж Неш, син му свири чело, а он свири виола и виолина. Ми пиша дека таму од конзерваториумот во Америка, кај ше он, и го имаат испробано и челото и виолината, и многу пофално се изразија за моите инструменти. Од тие 3 чела, 2 ги чувам. Првото и третото го чувам. Второто кај него е. И секојаш кога ќе бе у Скопје, обавезно ме посетува овде. И гледа, тука беше на шифонјерот Озбора. Вика, this you like my, yes, like yours. Викам, да, како твоја. Почна да свири, it's very nice. Викам, многу. Дај вика да насумува, вика, носи. И оде се човекот. Сега бара и чело да го однесе. 75 година имав изложба на сајмиште, беше приредена меѓународна изложба на инструменти. Имаше од Италија, од други држави, од Германија, и ја имав изложено мои инструменти. 78 мислам, имав изложба во 25 мај. На таа изложба дојдоа многу посетители. Имаше од Белград, од Загреб, од Лјубљана, од Дубровник, од Нови Сад. Неколку професора од Загреб ми понудија да идам у Загреб да работам.
добро, али не можам. Иначе у Загреб немаат мајстор. Дубровник исто немаат мајстор. Нови Сад немаат. Титоград немаат. Кога таму нема, за други градови да не збориме у помаливи градови. Значи, ние толку сме ретки, што можеме напрсти да се изброиме. Ево, Македонија, едини јас сум кој сум се дал на оваа работа. Друг, не знам дали има. Ме интересира по стари вечерници, дали некој се занимава. За оправки може и секој столар да оправи, да залепи, али за да направи виолина, чело, виола, тоа малку... Тоа е прецизна механика. Треба прво да ја насрташ виолина. Тој кога не ја насртиш, не можеш да направиш. Плюс тоа, ја сум предал техничко цртање. Цртањето ми е познато и мене лесно ми е да насртам виолината. Плюс тоа сум предал и технологија на дрвото. Дрвото ми е познато. И така лесно можам да направам виолина. Оваа професија е многу ретка и многу тешка. Во Југославија познавам само двајца градители на виолини. Нашиот Чичко Лазо и Блаж Демшар од Љубљана. Пострпливоста и времето кое го бара оваа работа, таа е многу слична на свирењето на гудачки инструмент. А исто така и креативниот момент е многу голем. Освен оваа повеќе занечиска, да речам, работа која бара вонредна прецизност во мерењата, во изработката, во која што е Чичко Лазо вистина на голема висина, креативниот момент би се состоел во вкусот главно на градителот. Во тоа колку определено, колку точно знае тој да го најде изразниот диапазон на инструментот. Виолините на Чичко Лазо во оваа смисла се вонредно употребливи. Мои студенти свиреле на негови виолини и се уште свират. Инаку жалам што Чичко Лазо нема заменик. Не се најде некој млад човек кој што ќе му се придружеше и ќе го научеше од него сето оноа кој што тој со своето искуство и со својата упорност го научи за овие години. Мене ми се мајстори старите инструменти. Ја, кога ќе видам некој модел, што ме интересира, разбира се, до оригинал не можам да дојдам, jer врло тешко да се дојде до оригинал. Овде поготово кај нас. Али сепак добри копии има. Кога ќе видам некој модел, што ми се допадна, ја ќе покушам или нова виолина ќе му дам, или ако сака да му купам, или да ми ја даде да ја искупирам. А често пати пак доаѓаат на оправка, ќе видам што ми се допада моделот, ја зијам го искупирувам. За правење виолини користам литература што сум можел да добијам. Имам од Страдивари, животот и делото на Страдивари има унатре слики. Од тие слики користам. Имам една италијанска книга исто и од таа користам. Имам од Гваринери исто. После имам тука ова енциклопедија англиска. Таа е штампана у Англија. Таа ја имам добиена од Благоат Димчевски. Имам друга една исто книга од Чирков, Поклон ми се тие. Една од Страдивари имам од Џорџ Рейш од Америка. Со тие книги се служам. Старите мајстори толку љубоморно го чувале овој занет, што овој занет иде од колено на колено. Пример Страдивари. Имал и он ученици. Може да криел од учениците, али имаше они двајца синови. И тие работеа со него. Што не се прославија и тие кол него. Страдивари еден, значи околу 93 години живееше.
Он има околу 2000 инструменти направени. Не само виолини, он и други инструменти работи. И мандолини правил, и басови, и чела, и виоли. Али на виолините нема му равен ни еден. За виолини треба човек да има голема љубов, голем мерак за работа. Да се дое до сознание или дое до искуство, треба голем труд да уложиш. Поготово ова е прецизна механика. Ова треба ки живци да има човек па да постигне нешто. Ја, иако веќе 50 и толку години работам, од 1925 година па до ден денеска, не можам да кажам дека сум успеал. Жена ми често пати се лути. Што работи, што си имаш душата, кога не се трошат? Абе, жено, добро, не се трошат, знам. Ами сега да скрстам раци и да седам, дојка сум здрав, ќе работам. Ама не се правата. Нека седат ни лев сакат, ни вода сакат. Ти сакат нешто? Не. Ами ако седам сега, те притисак, те реума, те спондилоза, те шеќер, те не знам ова, те не знам ова, значи треба да мислам на болест. Ако ќе во работелица, на ништо не мислам, него ќе се вдлабочам на работа и така ме мине побргу времето. Некогаш мал биде денот.